Визијата се родила пред 6 децении. Поранешниот председател Џон Кенеди ја зацрта програмата, што им создаде можности на младите американци да одат во странство и освен што ќе работат рамо до рамо со локалните жители, во исто време и да учат од нив. Припадниците на мировниот корпус нема да земаат плата. Тие ќе одат во странство и ќе живеат во истите услови како луѓето во тие држави. 2 или 3 години од нивните животи ќе посветат на мирот и на зацврстувањето на врските што ги зближуваат луѓето низ светот. На времето тоа беше храбра идеја која во следните 60 години успешно се реализира, вели директорот на Кенедиевата председателска библиотека и музеј Алан Прайс. Идејата беше фантастична, благодарение на напорната работа на волонтерите и трудот на земите домакини, стратегијата за долгорочна промоција на мирот и пријателството се покажа како успешна. Во изминативе 60 години, над 240.000 припадници на мировниот корпус волонтираа во повеќе од 140 земји низ светот, вели веде директорката на оваа организација Керол Спан, која истакнува дека учесниците се од различни возрасти. Возраста на волонтерите во мировниот корпус е од 20 до 85 години. Повеќето од нив се на возраст од околу 20 години. Но кога бев директорка на организацијата во Малави, ја имавме најстарата волонтерка. Таа имаше 82 години. Спан имала 26 години кога се приклучила на мировниот корпус во Романија. Тоа било само 3 години после падот на комунизмот. Вели дека луѓето гледале со недоверба, но тоа се покажало како животно искуство за неа. Повеќето од волонтерите тргнуваат со одредени очекувања и гледишта, но со текот на времето, додека работите со луѓе што се различни од вас, почнувате да учите зошто нештата таму не се како во вашата земја и зошто луѓето се држат до некои други вредности. Двейн Метјус исто така бил во Малави од 2013 до 2015 година. Тој денес е на докторски студии на Универзитетот Ховард во Вашингтон. Потекнува од Арканзас и никогаш претходно не патувал во странство. Кога пристигнав во Малави, доживеав целосен културен шок. Првата недела беше застрашувачка, но на денот кога требаше да си заминам, плачев што го напушта мировниот корпус. Тоа беше најдобриот избор во мојата младост. Крис Дестиш волонтирал во Гватемала од 2018 до 2020 година. Тој денес е регионален регрутер за мировниот корпус. Живее во мала заедница на маите. Имаше околу 2000 луѓе и бев во семејство мај со чинато од 3 генерации. Беше прекрасно, хаотично, но многу убаво. За време на престојот работел со Министерството за агрикултура на Гватемала на програма за унапредување на тамошното земјоделство. Работевме на тренинзи за унапредување на капацитетите на тамошните фармери. Целта беше да се зголеми производството на храна, за да се намалат слабата исхрана и гладта. Метјус и Дестиш велат дека научиле лекции и вештини што не би ги имале доколку не биле дел од мировниот корпус.